Виолончелото, често нарекувано човечкиот глас на оркестарот, зазема привилегирано место во семејството гудачки инструменти. Тоа е инструментот кој најмногу се доближува до регистарот на машкиот глас баритон, што му дава единствена способност да допре до слушателот на речиси физички начин. Додека виолината е сјајот и агилноста или сопранот, виолончелото е длабочината, меланхолијата и топлината. Додека се свири на него, виолончелото се прегрнува. Музичарот ја чувствува вибрацијата на резонантната кутија директно на своите гради. Свирењето чело е буквално чин на интимност. За виолончелото се врзуваат некои од најинтересните приказни во музичкиот свет, бидејќи овој инструмент има душа и физички старее со музичарот, многу легенди се вртат околу славните инструменти и нивните собственици. За неговата музичка разновидност вечерва ќе ни зборува еден од нашите млади музички таленти, Антонио Илиовски. Антонио, добре дојде во Трафик. Добро бе, најдов. Започнуваш на 8 годишна возраст, прашање што не сакаш да ти го поставуваат кога во основното музичко училиште Илија Николовски Луј во Скопје под менторство на професор Марија Кочарова Узунова. Зошто виолончело? Зошто на толку млада возраст, нели? И како толку мало дете знае дека сака да свири токму на овој инструмент? Мојата судбина со челото беше многу поразлична од другите европски приказни. Мислам дека мене тоа ми било пишано, мене ми го распределија тој инструмент, јас не го одбрав. Тој ме одбра мене. И многу работа понатаму, многу надпревари, се заљубуваш евентуално во инструментот и стануваш едно. Како те одбра инструментот? Кажи. Жаклин Дупре, челистка, една од најдобрите во светот. Има феноменален запис, можеби најдобриот запис Елгар? на Елгар точно, а Елгар го водат за мој емблематичен концерт исто така и не знам, едноставно се одбравме и лично Елгар и виолончелот. Токму така, Жаклин Дупре се смета дека тоа е ремек делото свирено, значи Елгар никој подобро го нема свирено. Апсолутно тоа, јас држам на тоа дека она се допира со универзумот во тие 40. Ќе споменеме и неаподоцна и незината тажна судбина, за жал, да. таква прекрасна уметница. Во моментов си на студии во Националната музичка академија Панчо Владигеров, така се вика, во класата на професор Атанас Крстев. Би сакал да ми раскажеш за искуството, како тргна, велиш дека е тој еден од најдобрите професори по виолончело и на крајот од студиите си, што е најважно и како одеше тој пат? Кажи ми малку за тој твој дел од животот. Со професор Атанас Крстев и неговиот татко, исто така професор Анатоли Крстев, се запознав на фестивал во Скопје. Виолончелистот Паскал Краповски направи фестивал за виолончело во Македонија. Имавме мастер-клас со Атанас и со професор Виде Војч од МДВ Виена. Со Атанас се запознавме таму и јас му свирев Елгар, тогаш точно бев матурант, завршував со тој концерт. Он ми покажа толку важни финеси детали кои што не сум мислел дека постојат. Да, на тие мои години, што толку ми остаи голем впечаток да земам веднаш одлука да се запишам во неговата класа. Си има приемен испит. Прво се полага теорија, солфеж и хармонија. Ако си одобрен на тој, одиш на приемен испит по виолончело, таму си има определена програма. Влегуваш во неговата класа, разговарате за целите, за тие 4 години. Што свиревте? Ај кажи ми, па потоа сакам. На приемниот испит? Да, што ви е дадено како став од образно? концерт, став од соната или
или пиеса, со тоа што ако е пиеса треба да биде виртуозна. 2 става бавен и брз од свитите на Бах, скала која што ја влечеш со ливче. Тоест ги има сите скали како на лотарија. Си влечеш и треба да си спремен на све. Бах е неизбежен, не така Бах да мора. избегнеш. Така. Тоа е нашиот филтер, нашата лупа. Можеш да маскираш све во романтизам и Не импресионизам. Бах. Пах не можеш. Тоа е, значи, таква лупа и филтер не постои такво нешто. Ти си еден од можеби најперспективните наши млади уметници, посебно виолончелисти. На генерацијата и воопшто некако млади не се истакнуваат толку брзо, освен ако не се вработат во опера или во филхармонија. Кажи ми, веќе си добитник на 2 награди, ако не се лажам. Уметник на годината и прва награда на Шопеновото друштво. Да, добитник сум на 53 награди. Да. Овие двете се напишани, Две се другите? напишани, да. Тогаш треба да... Две се напишани како така најистакнати, но до тие 2 истакнати има позади 51 награда која што ме донела до... И чувството е убаво на толку млада возраст, нели да? Апсолутно, апсолутно, ама и има и друг момент на константност покрај сите тие валидации Така. и убави коментари да останеш константен во тој круг на работа, затоа што и млади, веќе возрастни и истакнати музичари многу често може да се падне во дупката на лесно задоволување и една стагнација со инструментот и со начинот на живот, со истиот. Тогаш еве кажи ми како ти тоа го правиш? Како наогаш постојано вежбаш, постојано се образуваш? Апсолутно, јас живеам со инструментот, ние сме едно тело. Имам откажано од многу работи кои што порано ме правеле дете. И животот сум го оставил, сум го дал за музиката, иако имам 22 години, јас работи кои што сум требало да ги доживам како дете, не сум ги доживел и не се жалам, не патам по тоа, туку напротив сум среќен затоа што сум одлучил да го перфекционирам барем еден сегмент во мојот живот, а тоа е да бидам добар музичар и виолончелист. Пред се човек, но понатаму и музичар и виолончелист, а на крај на животот можеби и некош да се наречам уметник. Сега и понатаму сум музичар и виолончелист. Убаво, баш убаво, ќе бидеш поттик за други млади уметници или луѓе што се уште не почнале со музика. Ајде да позборуваме малку за... Имаш премногу настапи, имаш настапувано на многу места. Точно мастер-клас со Андре Јоница имам. Да. И сум заборел на тоа. И потоа други истакнати професори почело. Тебе ти оставам да ни раскажеш за што. За мастер-клас се имаш, па еве почни со тој час. Андре Јоница е најмладиот, мислам дека е најмладиот, се двомаме меѓу Андре Јоница и Златомир Функ, победник на Чајковски надпреварот во Москва. Андре Јоница во моментов е асистент на УДК Берлин, еден од најтешките и најголемите музички академии во светот, асистент е на професор Јанс Петар Мајнц. Имав чест, привилегија да имам час со него на фестивалот Челисимо, кој што мојот професор Атанас Крстев го одржува во Софија. И не е за секој тој час, искрено, ама видете кога ќе стигнете до еден таков човек, да имаш 45 минути контакт со него еден на еден работат и најмалиот комплимент или поттик за работа го разбереш како големо гориво за понатаму. И тоа е еден од малкуте професори, Андре Јоница, Валентин Радуцију, водач на Берлинско радио, Разван Сума, еден од најголемите челисти во Романија, Штефан Казаку, Михал Дмаховски, асистент на Наталија Шаховскаја, многу се, Драган Сузуки Ѓорđević од Србија, исто беше водач на Лондонска филхармонија, Атанас Крстев, Анатолий Крстев, Паскал Краповски, наш македонски виолончелист, кој што ми е многу драг и многу ме потикнувал во мојот пат. Венсин Јанг,
Многу се тие. Премногу се. Да не ги споменуваме подоцна, ќе ги споменеме Јојо Ма или Да. или Жаклин Дупре. Отворањето кон Европа ти се случи со концерт во Рим. Да. Така го кажуваш Така. ти, нели? Каков беше концертот? Што беше, каде? Концертот беше во Театро Ди Марчело. Тоа е Колосеумот. До него. До него. Во Рим, да. Рециталот беше на отворено со пианистката Марија Николовска. Организаторот беше Анджело Себастоини, мислам дека му е презимето, еден стар италијанец, многу господин джентлмен. Ни даде прилика и шанса. Беше сала, отворен простор е со столици во една убава оаза таква, има пијано во средина и беше полно, беше искупено све. Многу странци, и што беше интересен факт, имаше многу калуѓерки. Да? Да, многу калуѓерки, мене тоа многу ми направи. И носеле на екскурзија. Да, многу во впечаток ми направи дека свирев и една еврејска миса, се вика, на Колни Дрен, на Макс Брух, така се вика, и они многу често... Да, они многу често ја практикуваат истата и ми кажа баш дека ги потикнало тоа, дека ги допрало. Таа пиеса мене така баш убав впечаток ми остави и целото искуство како Рим. Како не. Да. Секако. Кажи ми, имаш и направена и турнеја по Западен Балкан. Да. Каде се свиревте, со кого? Тоа беше на Western Balkan Youth Orchestra. Директор е и диригент Десар Сулеймани. Свиревме Нови Сад, Белград, Приштина, мислам, и Скопје. Тоа беше. Денис Северин. Денис Северин, да. Воведува новини, велиш на едно повисоко уметничко ниво. Да. Како? Денис Северин има една многу пријатен концепт на работа, он го вика како кукички. За да изградиш една кукичка или куќа, вила голема, ти треба да имаш многу силен бетон оддолу, многу силен темел. Односно, неговата работа гласи, не можеме да градиме ако немаме оддолу основа. Кај него не се работи музика доколку тој темел го нема. Имав чест и јас да му свирам сонатата на Сергеј Прокофиев, кој што ни е учел од Наталија Гутман, која што лично се познавала со Сергеј Прокофиев. И нејзиниот професор Масислав Расторповиќ исто така. Да имам чест да учам од изворот, за мене е голема работа. Затоа што мојот професор, да, исто така бил студент на Наталија Шаковскаја, која што била студентка на Расторповиќ, кој што бил многу добар пријател на Прокофиев. Денис Северин дефинитивно мене ми смени многу траекторијата на размислување и концептот на музика општо и за руската и понатаму и романтичната, импресионистичката музика. Следно прашање ми беше, ме интересира дали има челисти кои ти се посебно драги за слушање, но и за да украдеш некој елемент, некој дел од нивната изведба, нели? Како, тука ми се ставени мене Јојо Ма и Жаклин Дупре, која што е... Да. Апсолутно, мене ми се најмногу ги слушам кога почнувам ново дело, кога почнувам да го учам, да разбирам скицата, формата и така. Земаш повеќе различни изведби? Да, земам на Стивен Изерлис многу често. За мене тоа е еден од Јас ги викам така музичари кои што течат музика од нив. Дури кога не е со инструментот, он е музичар. Тоа е многу ретко. Кога не си со инструментот да си музичар, да тече, да оди музиката со тебе. Стивен Изерлис, Готје Капусон, исто така и апсолутно Јојо Ма, Жаклин Дупре, Миша Мајски ми е мене еден од најблиски така на срце да ги слушам. Ростроповиќ, да, Рафаел Волфиш, кој што се уште, сега така звучи, ама се уште жив и една од легендите, студент на Григор Пјетигорски. Тоа се големи имиња во светот на музиката. На твоите настапи работиш како солист и како камерен изведувач музичар заедно со пианистката Јана Лолова. Претпоставаме од Бугарија, Јана. Да. Како дојде до соработката од преку факултетот? Точно, каде се настапувате? Студиравме заедно, она сега е магистриран пианист
во моментов работи како пианист на академијата во Софија. Мене ми требаше за надпревар пианист за сонатата на Брамс, тогаш ја свирев за надпревар еден. И сите ми ја препорачаа Јана. А интересен факт е многу што Јана и јас сме биле само на здраво во тој момент, ништо повеќе или цигара пред факултет. А Јана вечерта пред да сум ја побрала за проба, мене ме сонувала. Тоа ми се така многу, верувам дека за све има знак во животот, нема случајности. Дека се има зошто се случува. И викам јас на академија, Јана, вака и вака, леле Антони, јас те сонував, и што збори. Отидовме, направивме една проба, влезе еден виолинист, Георги Рајчев, мој колега на академија, и влезе само со главата вака вика, и ќе биде ли сонатно дуо? И ние двајца викаме да. И така, 2 месеци покасно направивме рецитал во Скопје, потоа не поканија на фестивал во Софија, млади зоографи, се викаше фестивалот. Сега настапуваме, имаме турнеа низ Бугарија. Во Скопје сме на 28 април. Значи станавте неразделни скроз. Ние сме многу често, еве сега спремаме една програма, и уште од втората проба Јана ми вика, ева ќе биде поредното дело кај што ќе кажат како Антонија и Јана пак свират заедно, а не можеш да ги избереш. Сме имале професори вака што ни тактирале, не може да не фатат, а ја и она сме апсолутно движиме паралелно, вертикално, без никакво Прево. Тоа е синхрон еден таков, да. Кога и како луѓе сме си паснали еден со друг и тоа е многу важно. Да, многу е важно. За себе велиш дека поседуваш техничка виртуозност и исклучителна музичка експресивност. Зборувам сега од твоето CV. Имаш разновиден репертоар кој опфаќа дела од барок, класицизам, романтизам, но и современи композиции. Мене ми е прашањето колку душа, затоа што те гледам како зборуваш за музиката, така што мислам дека ми е залудно прашањето, колку душа внесуваш во таа твоја интима со виолончелото, како што реков, вие сте едно, нели, два предмети и човек, ама сте едно во изведбата. Апсолутно цела душа и цел живот. И има име, дури Бријана се вика. Бријана? Девојче, да. Јас сум бил повеќе со оваа кутија, со ова дрво, отколку со било кој во мојот живот. Повеќе од со моето семејство, моите родители, сестра и така. Што правиш, се затвораш сам и апсолутно изолација. И си тука со виолончелото и толку. Да. Многу. Кога би требало да одбереш, да ти кажат сега, да ти ке имаш, нели, и имаш веројатно прилики да бираш што би свирал, што најмногу би сакал? Што ти е тоа што те прави, што те воздига сосема додека го свириш? Романтизмот, како ера, како стил, како да, како ера, како стил. Романтизмот дефинитивно Шуман, Брамс, многу, Елгар, 100 пати сум го свирал Елгар и пак ми е... Таа последната кодата, последните 6 минути од концертот, на сите им е многу долга, така викаат, се повторува многу сличности. Мене секогаш ми е таа кратка. Кога стигне тој крајот, толку ми се свири, да, сакам уште еднаш да го свирам. И многу често кога го свирам и со оркестар, на самата генерална проба, и викам дајте целиот да го свирам, викам, а ти чекај бе, за 2 сати треба. Дај бе, викам, мене ќе ми е доволно, викам, на концертот. Ја тоаш ќе се задоволам. Ако не го пројдам, не знам. На Дворжак исто така многу ми се допаѓа. Бах, да, Бах е најголемиот. Јас искрено многу не сум свирал Бах како што треба во Европа. Ама еве, се надевам дека ќе... Имаш 22 години, да, ќе свириш. Јас имам тука неколку сакам да наведам дела кои што се фасцинантни. Највозбудливото соло, например, на виолончело се појавува во операта Дон Карло од Верди во аријата Ела Джомај Мамо. Што се однесува на концерти, медалот му припаѓа на Дворжак, опус 104, како првиот концерт исто на Сен-Санс, што се смета за вистинско ремек дело во, нели, беше музиката, така? Ками Сен-Санс, музиката за Лебедот. Лебедот, тоа е Карнивалот на животните. Карнивалот на животните, потоа го имаме Бах, суита за виолончело, број 1 во Г-дур.
Г мајор, Г дур, сите се Сол мажор. Да. Тоа се премногу моќни дела кои што се напишани, дури и Лебедот е напишан за специјално за Ана Павлова, за солото за Лебедот, за балетска представа. Кажи ми, кои од овие, не од овие, од воопшто делата, сега ти велиш ми се допаѓаат романтизмот, ми се допаѓа Елгар, ми се допаѓа Брамс, но кои се предизвик за свирење, затоа што тоа се ремек дела кои што, нели, секој то не... Све е предизвик. Јас многу често можам да препознам музичар дали вреди, не звучи убаво, но дали вреди да одделам време да разговарам по начинот на кој што мисли за самата музика и делата. Све е тешко да се отсвири на инструмент ако се прави на висок левел. Од наједноставното, како што го кажуваат некои што го рангира, до најкомплексното. Пример ќе дадам од Лебедот на Камил Сен-Санс, он како структура е многу едноставен, до Кода и соната за соло чело, како структура е одвратно тешка. Се има своја тежина. Камил Сен-Санс многу држи на еспресивна интонација, тоест бемолите стануваат пониски, диезите стануваат повисоки, десната рака линијата апсолутно, ако нема простор да се прекрши, затоа што се крши целата слика на Лебедот, целото претварање од мало пајче до голем лебед, Кода и пример жиците се отштимуваат на 4-3-2 како херци, а горните остануваат на 4-4-0. Тоа сите паѓаат по еден тон надоле и да се навикнеш на слухот дека веќе не се до и сол, туку се фа и си. Станува интервалот друг, така што мислам дека секое дело има своја тежина и одговорност да се отсвири исто. Дури ако не е поголема одговорност на тие поедноставните што ги викаат. Да, како што е мојата пријателка Лиле Мерџанова, се сеќавам уште многу одамна велеше, Моцарт е лесен, круг с маслацем, што е она, да, лесен, ама иди отсвири го, нели? Тој навидум звучи. Апсолутно. Тие дела се најтешки, затоа што треба да изгледаат лесно. Затоа се тешки. Све што треба да изгледа лесно е уствари многу. А Моцарт е целиот таков. Точно, да. Како се гледаш во иднина? Каде? Еве сега си на крај со студиите. Да. Потоа претпоставам ке имаш магистерски, па ке имаш... Па искрено тоа и со девојка ми многу често го збориме. Се гледам апсолутно реализиран во тоа што сум го замислил и засартал. И строго како солист, не би свирел во некоја симфониски оркестар, не. Не го подчинувам фактот. Не, секако не. Не, за да не знам како јасно, да не го сватат така. Јас само кога си сам на сцена со јас сакам таа одговорност, тоа чувство пред да излезам сите часови, години, секој пат едно чувство. Ми се враќа малиот Антонио у мене и ми вика фала ти ми пред да излезам. Тоа е, за тоа го правам. Затоа што носам голема одговорност на сцена. А имаш трема пред секој настап? Апсолутно, одговорност. Да, таа трема што вклучува огромна одговорност, да. Апсолутно. Да бидеш собран. Без неа нешто не е во ред. Не си завршил работа без неа. Јас така, мислам така и мојот професор ми вели, да. Така и мојот професор исто ми вели. Што ако кикснеш, што ако ти забега некојто нешто? Да, ми си има случајно, има паднато гудало на мене на концерт, да. И тоа на Елгар. На концертот што не е многу секам. И нема да ми направи да го отсекам. Тоа е момент. Јас не сум машина, да ја можам да работам како машина, ма на сцена тоа е момент. Ми падна, ми се лизна гудалото од раце, погледнав диригентот, му кажав темпо примо, там си влеговме заедно и така натаму. Да, за некој може да е неуспешен концерт тоа, за мене е една голема лекција затоа што тие една секунда на мене ми протекува како еден саат во истиот момент. Ми закочи и срце и све. Ама ако тоа значи дека сум си завршил работа, дека се грижам за музиката, дека се грижам за делото. Така што ништо, не многу може да се процени дали нешто е изработено и се случило на сцена од паника, од трема, од пат на концентрација или нешто не е доработено и сработено аматерски и половично. Тоа се гледа од мене. Иако е крал на класичната музика, челото успешно преминува и во други музики, како чело рок, како апокалиптика, како
ту челос што беа, нели? Да. Потоа остана само Хаузер Точно. да свири сам. На филмот го имаме, е омилен некако инструмент на холивудските композитори за моменти како во Шиндлерова листа, во Игра на тронови и во безброј. Свириш? Би сакал да свириш нешто во тој стил? Апсолутно, да. Го свириш за себе? Би го ставил на CD некогаш? Тоа е сега со менаџерот, со Манде го разговараме. Вториот албум јас би сакал многу да биде еден вид на македонски рок, она антологија. Тако, старата. И да. тоа не е направено, мислам дека многу добро би. Јас мислам дека многу работи треба да се подсвират. Нели? Да. Многу, ептен многу. И стара македонска музика која што може да се набрат нови аранжмани во таква музика немаме никаде. Да. Диме Поповски, јас имав чест летово да го запознам Диме Поповски. Планино моја родина, девојко љубов ми вети, мојот дом, очи. Јас седам со Диме Поповски, викам, јас сакам да свирам од тебе. Музиката од Славе Димитров од времето, сето тоа. Антонио, морам да им кажам на гледачите дека бев поканет, за жал не успеав да дојдам на твојот првенец, ќе го споменеме. Ова е еден сосема друг проект, нели, не е концерт. Beyond the Silence се вика албумот, посветен е на литературата за виолончело и пијано. Насловот символично се однесува на годините тивка, посветена работа, внатрешен развој и момент кога уметникот конечно проговорува со сопствен музички глас. Раскажи ни нешто за што имаме на овој албум и ете да ти посакам да имаш, го имаме Клод Дебюси и Брамс. Да. На албумот се сонатите од Дебюси и Брамс. И ти благодарам за подарок. Апсолутно. На сонатата на Клод Дебюси напишана 1915 година. Се состои од 3 става. Со тоа што тој не карактеристично за самиот себе, тука преживува во оваа музика. Он не ја живее. Он е на речиси крајот на својот живот без да знае. Тоа спаѓа во една депресија, а ги има сите материјални добра, сите убавини на материјалниот живот. Куќа на море, семејство има, пари, облеки, све има. Паѓа во депресија, жена му го тера да пишува, да композира, почнува да пишува циклус од 5 сонати за инструменти, пишува 2 за чело и виолина, и потоа умира. Што значи дека он, ако во оваа соната преживувал, тогаш веќе во таа втората за виолина, ептен си го гледал крајот. Спротивно на неа Јоханес Брамс, која што е напишана 1865 година, опус 38, прва соната во емол, се состои од 3 става, доста контрастна на Дебюси. Брамс бил голем човек кој што тежал како карактер, како збор. А сега последниот филм нели е за сопругата на Брамс, така? За неговата сопруга беше? Да. Не сум гледал. Мислам дека е за Чајковски тоа. Затоа што Чајковски имаше... Ке ми доткратна мислијата, може ке ми текне. Ама на Брамс не ми текнува, не сум гледал. Он таму раскажува апсолутно колку он вреди како човек, како љубовник, како партнер, како пријател. И мислам дека самиот тој контраст прави една убавина на албумот, затоа што имам покажано и докажано внатре дека според критиките дека умеам да ракувам и со францускиот со френскиот и да бугарскиот. Да. Со францускиот детал, ама и со да, Дебюси е сигурно пренежен. Многу часови и месеци сум ставил во таа соната. Да се добие тој го има ли некаде на платформите? Го има на Spotify, на сите платформи. Spotify, го има и на Apple Music, Deezer, на сите, тоа се многу, на Дисторкит кога ги ставија, мислам дека сите вака платформи се, апсолутно сите. Преубаво. Сакам да позборувам малку за твојата љубов виолончелото како инструмент. Се врзуваат многу легенди, не знам колку имаш слушнато и анекдоти. Например, Жаклин Дупре, која што нели умира од мултиплекс склероза на 28 години, за жал во сутот на својата... 27. Така? Да.
Тоа Сега што е приказната со незиното славно Страдивариус Давидов виолончело, го зема Јојома, ама кажал дека не можам да го скротам јас. Да. Не, ја има целата душа на Точно. на Жаклин. Точно. Тоа е на Нипун фондација инструмент, он го има превземено и инструментот си ја бара Жаклин. Си ја бара Жаклин. Тоа е апсолутно точно. Си ја бара Жаклин исто како секој инструмент. Кога ќе се отсвири на некој таков господски начин, тој не може да не реагира на други прсти. А знаеш дека има и едно каде што го остава Јојома своето виолончело $2,5 милиони го заборава во такси, во багажник и се подигнува цела полиција за да го најдат на крај, за да го најдат нели виолончелото. Инаку за Ростроповиќ исто е многу важно за кога паѓа Берлинскиот зид, кога тој седнува пред Берлинскиот зид и свири. Тоа е еден од најкултните моменти во виолончелото. Така. Кажи ми за тебе уште еднаш што е виолончелото, што е неговиот звук и каде те пренесува. Еве тука се гледа дека си негде сум. Дека си некаде. Не си не можам да го опишам тоа чувство. Многу пати ќе има на некој мој концерт некој важен човек, важни луѓе во нашиот свет и после концертот ќе ми дадат: "Абе видели кој е?" Јас гледам силуети, јас патувам негде на облаци, не сум тука. Си му дозволувам на телото му ради тоа што сум сигурен и сум доверен на рацете. Честно и поштено сум ја изработил целата таа програма и сум им доверен на рацете они да превземат одговорност во сето тој момент, а мене умот и телото ми патува негдека паралелно. Ама таква љубов кој што го имам за ова, не знам дали некогаш би имал за нешто друго. Изгледот му е, да речеме, ист како на виолина, со тоа што го имаме пика, нели шилецот кој што е долу кој што е ставен многу подоцна затоа што претходно го држеле виолончелото, па им било тешко, па. Тоа е интересно, иначе многу е прикривано зашто е поставена таа шипка. Таа шипка во главно многу луѓе нема да се согласат сега, ама тоа е докажано. Многу жени сакале да свират на виолонче. Така и не било згодно да го држат меѓу нозе. Да, затоа што нели не било вкусно да се гледа. Да. И таа шипка е ставена точно ради тоа. Ради тоа што да можат жените да свират. Многу музичари нема да се согласат со ова. Има една таква табу тема. Да, јас тоа читав, дека е за тоа, затоа што не било убаво да биде отчекорена, нели? Да. И сега кога ќе види и ти колку елегантна жена кога ќе седне, тоа изгледа многу светски. Да. Апсолутно многу елегантно. Дрвото, кажи ми, предната страна е обично од смрека, таа предната плоча, другите се од јавор, ако не се лажам, така? Точно. И гудалото. Гудалото ви е најважниот дел од инструментот. Предоставам конски влакна, класично. Точно, апсолутно најважниот инструмент, 90% од инструментот го прави гудалото. И јас во моментов имам едно фантастично гудало ми го има подарена асистентката на факултетот кај што студирам, Теодора Атанасова. Прекрасна челистка, за надпрва реден свирев исто Елгар. Го спремав тогаш и вториот став има еден штрих на сутие, кој што е многу лесно треба да звучи, а многу тежок за изведување. И моето гудало не реагираше на тоа. Многу вежбав, не реагираше, но ми го даде нејзиното гудало, вака, стана све и ми кажа земи го. Живеј. Кажи ми, секојдневно чистење, смолата, она што е колофонимо, треба да се тргне, нели, со крпа? Да, апсолутно, да. Колку го негувате? Треба многу, затоа што дрвото реагира. Само по себе дрвото може да реагира и на стврдне, и на температура, и на влага, и на нечистоти, и на непедантност, на прашина. Знаеш дека Страдивари во суштина се добри затоа што во тој период бил тој малиот нели што се вика Мундеров минимум, едно мало доба на мраз, односно кога биле најладните години од 1600 и некоја до 1715, еве. Тоа е малото ледена доба, кога смреките кои што ги користел
во Алпите растеле многу бавно поради студот и годовите или оние прстени биле убаво рамномерно. Да. И поради тоа тие дрва што се користеле, дрвја, односно па дрва, што ги користел за пчелата биле извонредни. тие Сега многу- се што многу ако се- не го свириш, велат дека ако се стави во витрина ремек дело на човештвото на Антонио Страдивари ќе престане да функционира тоа. Не реагира инструмент, точно, се затвара. Така? Се затвара самиот инструмент. Исто така е многу интересно, преку инструментот ја можам да дознам дали човекот кој што го свири е добар музичар. Инструментот реагира на добро свирење, на квалитетно свирење, инструментот отвара, резонира. Кога ќе се погодат точните точки на жицата, каде што до треба да е апсолутно до 100%, не прецизно. Се туку е познава и апс- откако ќе свири резонира. некој, сега јас да земам да иштракам по него, ќе почувствуваш Не, дека некој... не, затоа што Ама ако многу- долго се користи, се познава. Да, се затвара самиот инструмент. Не му дава жицата да резонира на дрвото. Многу е интересно. Можеш да познаеш дали инструментот преходниот Преинтересно газда е тоа. е бил добар музичар. Тоа го имам научено од Пабло Ферандес. Па да, затоа што нели во внатрешноста Има е тоа душица, што да. така има душица или душа која што веројатно ве чувствува. Да, апсолутно да, така е. Многу луѓе Би сакал да ти се подарам, имаат ти благодарам уште еднаш за CD-то. Јас сега немам никаков CD плеер, ама со задоволство ќе го имам и за посветата. Ќе го слушам на Apple Music сега ќе си го симнам. Повели Фала многу. една книга од нашата издавачка Приказни која за Кастадив љубовта. Едиторијал. Ќе уживаш. Љубовни приказни, Да, зашто да, мислиш за апсолутно. српски, преубави се. Што мислиш за уметноста, Антонио, кај нас? Колку е развиена, што и недостига? Не само музиката, воопшто уметноста, да. ама еве музиката во твојот Не, случај. би изборел и за цела уметност, искрено. Фали, многу фали. Луѓето не се смеат, луѓето се тажни, сите брзаат, секој изнервиран. Кога на еден народ најмалата ситница во денот што нема да му тргне по рака, ќе дозволи целиот ден да му отиде наопаку, тоа не е среќен народ, тоа не е исполнет народ. Народ без уметност не е народ. Многу луѓе викаат народ без политика не е народ. Народ без уметност не е народ. Ние патиме и не знаеме дека не треба уметност. Тоа е најтрагичното. Да, еве, например, според тебе, ти имаш 22 години. Колку твои врсници кои не се музичари имаат однос кон класичната музика? Ради мене, пријатели, има Твоите, ама Да. другите? Нула запирка. многу ретко. Многу ретко. И ми е баш жал за тоа. Ама и од друга страна, сум пробал да ги сватам, па добро, викам се, а не се бави со класична музика, што ќе... Напротив, зашто да не... Ама треба да се Нели? Да. Па апсолутно. Ти слушај музиката што е сега во Да. тренд. Слушај тоа што, ама и познај дека постои Да. еден Елгар и еден Не Дебиси, знаат, еден... не знаат луѓето и баш ми е жал за тоа. И мислам дека тоа доаѓа уште од основно училиште кога ќе се занемари предметот по музичко. Тоа се прави во многу школи. Нели? Да. И е жално. И е многу жално или кога ќе сметаат некој наставник или професор во основно училиште по музичко дека не е музичар. Ало. Ја искрено се вадам од на такви работи. Тоа е единствениот начин тебе детето, Тома, да знае да зборува со тебе, да општи со тебе, да не ти кажува TikTok трендови или да гледа brain rot. Вие ги имате сега. Значи тоа е страшно. TikTok трендовите. Тоа е апсолутно страшно. Паралела би направил со тоа, еве студираш во Бугарија, со како таму уметноста? Друг свет. Друг свет. На е, така? 150 км сме од Софија. Во Софија на 3 чекори имам театар и опера, немам кладилница. На 3 чекори мене како студент ми е секаде влезот бесплатен или максимум 3 евра. Тука студент не може да дозволи еве девојката да си ја однесе на театар, примерно. Да, кај нас сега цените Тоа се е- точно. И тоа е страшно според мене затоа што ова треба да биде достапно за сите, не е точно дека е одбрана публика и маса, туку треба да биде достапно за сите. Во Софија секој втор ден има концерт, секој пети ден доаѓа некој светски виолончелисти. Јас уминативе 4 години најголемите светски виолончелисти кои што сум работел биле во Софија. Кажи ми каков се приватно?
Ете има каков си приватно. Имаш девојка, што Да. те прави среќен? Девојката живее тука претпоставам Да, во во Скопје. Значи се гледате на Да. Така, ја па тоа го правам. Завршувам многу брзо работа во 2 недели, тоа што треба да го завршам. И си се Се враќаш доаѓам назад? тука, да, за да видам. Многу ме мотивирана, многу гориво ми дава, многу верува во мене. Она не е музичар, ама верува многу во мене. Знае што правам, знае колку правам, ја знае жртвата, знае и она да се носи со таа одговорност да биде до мене, ради тоа што и да си кажеме, јас понекогаш може да мислам дека свирам 2 сати, а тоа се 10 заклучен во собата. Она ме прави многу среќен и челото, и семејството. Како што кажа Прегеска, ништо не е случајно. Ти кога ме покани на промоцијата бев премногу болен, ама со тоа ме поттикна затоа што те имав во предвид. Те имав предвид да те викнам и Да, сега ето. ме поттикна, така Да. што да знаеш дека нема дека се е поради Се е нешто со се причина, случува. да. Каде се гледаш уште во скора иднина, кажи ми и дали би сакал нешто да ни порачаш за крај? Па во скора иднина јас сакам негде каде отидам на некое мирно мало место со море, што е да си работам, да си вежбам таму, да си патувам заедно со девојка ми за концерти, да одиме, да шетаме. И мислам дека тоа ми е следниот чекор. Сега цел живот до сега сум бил Скопје, Белград, Софија, во такви градови, све на брзање, све треба да биде брзо. Ке ти пречи влагата на море за пилончела? Таа влага нека пречи. Нема да изамерам. Нема да. Ке се Как- најде начин. Како ќе го опишеш твојот свет на музиката? Весел. Весел? Многу. Те прави среќен, Многу, така? да. Изгледаш Јас толку многу се- среќен и многу се радувам што толку те прави среќен. Многу. Оваа професија И кога не го работам и кога не е треба... професија, е љубов. Е. Да, и кога ќе треба да земам некој ден без него, почнувам да осеќам една искомплексираност во мене. Зашто не сум го завршил ова? Да, Вежбаш почнам секој ден? Апсолутно. Секој ден. Преубаво. Што би ни кажал за крај и ќе одјавиме емисијата? Да го сакаат луѓето тоа што го прават и кога ќе почнат некоја работа да ја завршат. Најважно. И да бидат среќни, како и да што бидат кажа, не се среќни, и да сакаат многу љубов. Така. Ти благодарам многу, јас уживав со И тебе јас денес. многу. Фала многу. Ти благодарам. Беше вечерва со нас Антонио Илиоски, млад талентиран виолончелист, кога го очекува блескава иднина. Јас сум сигурен со ваква енергија и љубов кон не е работа, туку е посветеност, тоа е вокација. И како што кажав некаде во најавата на емисијата, ќе се потрудам да ви ги представам и нашите нови таленти како Антонио, за да им дадеме целосна поддршка во нивниот пат до успехот. До следната емисија на Трафика останете среќни и насмејани.